Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова и државно-црковна делегација се во посета на Рим и Ватикан по повод одбележувањето на Денот на сесловенските просветители. Во базиликата Санта Марија Маџоре положија цвеќе пред спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа Кирил и Методи. Присутни беа и голем број македонски граѓани. Силно е и инспиративно е да прочитате на македонски јазик покрај на другите словенски јазици, дека му оддаваат почит на духовниот сесловенски татко, без кој веројатно ние и тешко би се просветиле, бидејќи тој е тој носителот, доносителот, промоторот на писменоста, а без писменост не можете ни умот, ни мислите да ги изразите. Никогаш на човештвото не му било повеќе потребна вера, духовно, со оглед на напливот на материјалното што не доведе до состојба со која не смееме да се гордееме. Силјановска-Давкова го посети и гробот на папата Франциск. За него председателката вели дека ќе остане запаметен по умот и посветеноста на сиромашните, како и по блискоста до верниците. Заедно со неа како дел од делегацијата беше и министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Жал ми е што не успеав да го запознам претходниот папа, но денеска се поклонив на неговиот гроб. Импресиите од овде се големи и се надевам дека од новиот папа, кој што постојано повикува на мир, на единство и на заедништво, дека конечно ќе ги отвориме многу повеќе ушите, дека ќе бидеме многу поразумни и дека конечно ќе престанат војните и дека ќе се донесе мир во светот, благосостојба, заедништво и единство. Во базиликата Санта Марија Маџоре во Рим денеска присуствуваше и црковна делегација предводена од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Честитка по повод празникот испрати собранискиот спикер Африм Гаши. Овој празник не потсетува на големината на мисијата на сесловенските просветителски браќа, кои преку создавањето на глаголицата и ширењето на писменоста оставија длабока трага во историјата на словенските народи. Како собрание остануваме посветени на унапредувањето на образованието, културата и јазичната разноликост, како суштински вредности на едно демократско и напредно општество, вели Гаши. Ние и сите идни генерации имаме обврска да го почитуваме и негуваме наследството кое светите Кирил и Методи ни го оставија. И горди сме што покажавме дека се грижиме за нашето културно наследство, за нашиот македонски јазик. Во периодот на владите на СДСМ беа донесени храбри државнички одлуки, благодарение на кој денес македонскиот јазик е признат и рамноправен во Обединетите нации и во Европската унија, стои во честитката на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Инаку во понеделник Силјановска-Давкова ќе има аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква Лео 14 и ќе оствари средба со државниот секретар на Светиот престол кардиналот Пиетро Паролин. Потоа во Рим ќе има билатерална средба со председателот на Италијанската република Серџо Матарела. Мартин Арсов, Сител телевизија.